Благодарам, колега Минов. Ќе почнам од крајот. Тоа дека треба да поразговараме со илјадниците стечајни работници во Штип, за да ги запрашаме како тие се справуваат со оваа криза. Ќе отидеме директно кај луѓето кои што останаа без работа во едно минато време како резултат на штетните политики токму на партијата со која што сега сте коалиционен партнер. Токму на приватизацијата во Македонија во 90-тите години, кога илјадници луѓе останаа без работа затоа што се направи така како што се направи приватизацијата. Многу компании во Штип беа доделени со закон на локални мокници, а луѓето останаа без работа и на жалост најтешко се справуваат сега со оваа здравствена криза. Да продолжам понатаму. По однос на параметрите на јавниот долг, на буџетскиот дефицит, на насочувањето на државните средства, ќе кажам дека не треба да сте економист за да сватите што и се случува на Македонија и во кој правец одат работите. Тоа е како да се изразам со медицински жаргон, или ако направите крвна слика на еден пациент, по параметрите ќе видите дали тој пациент е здрав или не. Така и со буџетот. По овие параметри кои што ние ги гледаме, не треба да сте економист за да сватите или да македонскиот народ свати дали во права насока се трошат парите и дали во права насока се движат работите, односно дали има директен бенефит нашите сограѓани. Конкретно за она кое што го начнавте за искористеноста на мерките. Прво, мерките, ако ме прашате мене дали се потребни, да, се потребни и ние тоа го кажавме многу порано од вас, и тука е најголемата забелешка во однос на имплементацијата и поддршката на граѓаните и на фирмите и на стопанството, затоа што временскиот интервал кога тие ќе се имплементираат е многу значаен за да имат граѓаните, фирмите бенефит од овие мерки. Второ, она кое што ние го укажувавме дека во консултација со опозицијата треба да се носат тие мерки, дека добро е да има поддршка, но треба да најдеме најдобар начин како да направиме поддршка на стопанството, и затоа се овие бројки кои што ги имаме денес, дека од предвидените мерки, од сите овие 3 пакети до сега, само 54% е искористеноста. Знаете зошто е тоа така? Затоа што компаниите кои што зедоа субвенција од државата беа ограничени и условени да не работат, да задржат вработени без да се прашат дали тие остваруваат приход или не остваруваат приход. Не можете да ги генерализирате политиките во сите области и во сите сектори. Она што ќе важи во текстилно-кожарската индустрија, да важи и во угостителството, да важи и за ноќните клубови, да важи и за другите сектори. Затоа што ги генерализиравте работите, со една мерка да опфатите цело стопанство, затоа нема ефикасност. По однос на бескаматните кредити, исто така, ви уверувам, ќе дојдете, ќе поразговараме со нашите сограѓани, моите сограѓани во Штип, ви уверувам дека искористеноста на овие кредити е на многу ниско ниво. Ви уверувам исто така дека тоа кое што го гледаме од 54% на искористеност на овие мерки, затоа што овие луѓе се условени. Ако прикажат добивка, да ги вратат парите кои што ги добиле како субвенција од државата. И заради сите овие работи, кои што без консултација на опозицијата беа донесени и тајки да се земат ефтини политички поени, да се добијат ефтини политички поени, дојдовме до оваа состојба да имаме јавен долг 60%, да имаме многу малку средства насочени директно во помош на стопанството, на економските субјекти од страна на државата, а најголем дел од средствата да бидат потрошени популистички, еднократно, не суштински онаму кај што е најпотребно. Кога велам суштински, поддршка на малите и средни предпријатија, поддршка на стопанството, да го зачуваме тоа стопанство,
на нозе за да опстане во овие доправа тешки моменти кои што доаѓаат во Македонија. Кога велите да поразговараме со представниците на текстилно-кожарската индустрија, еве ве повикувам заедно ќе отидеме во Штип кај тие представници, да ги запрашате како тие се справуваат со оваа криза, како тие ја надминуваат оваа криза. Ако не сакате со мене, повикајте го колегата пратеник Сашко Николов од Штип, може тој да ве однесе во една кожарска индустрија односно фабрика, и заедно да видите дали таму се исплаќаат плати навремено и колкава е висината на минималната плата. Ќе дојде време и за тоа да го искомуницираме со јавноста. Дали навистина се исплаќаат плати во висина од загарантираната минимална плата од 14.500. Тоа е реалноста, господине Минов. Со тоа се соочуваат илјадници граѓани на Источна Македонија и на Штип секојдневно. Затоа што првата генерација на политичари во Социјалдемократскиот сојуз се направи приватизацијата, стана олигарси, а сега нивните деца ги водат тие фирми и се втора генерација на политичари во СДС, делат државни тендери од народни пари, користат субвенции, го експлоатираат трудот на работниците и се во високите ешелони на партиципација на власта и на владата. Тоа е реалноста, господин Минов. Благодарам. Реплика бара